Двојните стандарди на либералниот поредок намни го оспорија правото на идентитет, но и правото на просперитет, порача председателот Ѓорги Иванов во своето обраќање на петиот глобален форум кој се одржува денеска и утре во Баку, Азербејџан. Председателот Иванов, како што е наведено во соопштението од неговиот кабинет, го посочи парадоксот со кој се соочува Македонија во однос на либералниот поредок и поривот за слобода. Иванов истакна дека македонската независност пред 26 години започна со славење на политичкиот либерализам и на либералниот поредок, а идејата за слобода имаше моги да го трансформира нашето општество. Македонија стана предводник на европската и на евроатланската интеграција на регионот, рече Иванов, но сепак се соочи со голем парадокс. Македонија е случај на колапс на либералниот поредок по Втора светска војна. Македонија е единствена земја што Обединените нации нема право на сопствен идентитет и се оспорува правото на самоидентификација. Основното право на секој поединец и на секоја држава на меѓународниот поредок. На Македонија е ускратено правото на просперитет и се блокираат нејзините НАТО интеграции, евроинтеграции. Тоа ја кажува, го покажува лицемерието на овој меѓународен поредок со двојните стандарди. Затоа на случајот Македонија колабира и светскиот поредок, и меѓународниот поредок. Говорејќи за Европа, Иванов посочи дека нејзината иднина треба да се гледа како период на трансформација и подготовка за предизвиците во третиот милениум. На глобалниот Баку форум во организација на Меѓународниот центар Низами Ганџави учествуваат над 100 актуелни и поранешни председатели, премиери и министри, голем број истакнати личности од општествениот и политичкиот живот, како и представници на програмата за млади лидери на глобалниот форум. Иднината на Европа, улогата на Кина во меѓународните односи, односите меѓу Русија и Западот, предизвиците во справување со модерниот тероризам се дел од темите на кои дискутираат светските лидери во Баку.